Сообраќаен буквар. Како да преминам преку железничка пруга? Доколку не знаеш како да поминеш преку железничка пруга, не се обидувај, опасноста е голема. Погледни го овој час внимателно и научи. Застани пред да ја поминеш пругата. Добро погледни и лево и десно, за да бидеш сигурен дека не доаѓа возот. Потоа помини ја безбедно пругата на другата страна. И запомни, секое задржување на пругата, играње или одење по шините се исклучително опасни ситуации кои го загрозуваат твојот живот. За да поминеш преку железничката пруга на места пак каде што има обележани знаци, задолжително мора да научиш да ги почитуваш истите. Пред се ќе го забележи знакот стоп. Тој ќе биде првата опомена дека треба да застанеш. Потоа ќе го видиш семафорот. Доколку е запалено црвеното светло, тоа исто така значи дека треба да застанеш и да чекаш се додека не помине возот. Откако возот ќе помине низ шините, за кратко време ќе го видиш запалено зеленото светло. Тоа е сигнал дека сега можеш слободно да поминеш на другата страна од пругата. Затоа, за да бидеме безбедни учесници во сообраќајот, да ги научиме и постојано да ги повторуваме сообраќајните правила и прописи, што треба да станат наше секојдневие и животна навика.